Добар ден, драго ни е што и повторно ќе бидете во новото издание на Црвена линија со мене и со Тина. Така е, на самиот почеток и ве вечерва што ќе гледате. Во топ тема вечерва новоизбраните градоначалници Арбен Таравари на Гостивар, Петар Костадинов на Валандово и Дарко Костовски на Бутел. Вечерва ќе ги гледате во топ тема какви мнозинства и коалиции се можни во советите, но и во парламентот, како ќе заврши политичката криза. Во топ тема вечерва и за климатските промени. Дали светските лидери ќе се договорат како да се спаси планетата, дебатираат амбасадорите Речев Галовеј и Андреа Силвестри од земјите председавачи на самитот КОП26 Британија и Италија. Гледате вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васик. Токму така, како што знаете, имаме ние главна тема. Нашата денешна главна тема ни е нов пример, ново мнозинство. Нов пример, старо мнозинство или предвремени избори. Актуелно секако имаме уште една тема, се јо или зошто да не премиер албанец. Така, а вчера колегата Горан Петревски во утринска на Телма, во рубриката да си кажеме, разговараше со Ивица Боцевски и Алберт Муслиев. Да слушнеме што одговорија врска со нашата денешна тема. После и од оставката на Заев ќе треба да седнат во мнозинството кое го има да се договорат во кој правец се движат. Дали ќе договорат, дали ќе има нов мандатар. Значи тоа нема да се реши до четврток. Но во секој случај сите се најдени на небрана. Не го очекуваат тој. Дури синоќа имаше и шеги дали Заев ќе даде оставка, излезе, даде и сега не се знае во кој правец се движи. Реалната позиција е дека може да оди во тој правец, тешко дека мнозинството ќе издржи цел мандат, мислам дека ако веќе не може да издржи цел мандат, тогаш реално е да се оди во предвремени избори. Па тој сега го консолидираше СДСМ. Тој се покажа како еден сребролюбив и властолюбив човек. Зошто би се повлекувал? Ова е како тие оставките на Сталин што биле на времето. Давам оставка за да ми одбијат, па и дури или пак што знам, да инсталира некој послушник таму како премиер, он да изиграва гуру од страна. Мислам, сега го знаеме човекот. И сега, наместо да дискутираме тоа што е вистинска тема е дека имаме еден страотен пораз на една партија која што дојде тука, ветува, рај, мед и млеко ке тече по земјава. Не само тоа, ветуваа датум за преговори, кој што го чекаме 4 години, никако да дое. Овако датум нема. Како и вчера, така и денеска имаме екстра интересни гости кои ќе не држат нас, а и вас и ќе разговараме околу темата. Првиот гостин ни е Сеат Джигал, познат македонски комуниколог. После тоа, вториот гостин после рекламите, одма ќе приклучиме нашиот втор гостин, кој ни е господинот Имер Селмани. Ако работите и другарувате со некој млад како Тео, секако ваша задача е да ги подсетите и оние генерации кои што многу повеќе сакаат да комуницираат на социјалните мрежи. Па така и веќе подмладена ве подсетувам дека задолжително посакуваме да ве има на Facebook Црвена линија со ваши коментари, споделувања, коментирања и најважно се лајкувања. Секако бидете активни на Instagram профилот на Црвена линија, Twitter. Подсетување за оние кои што сакаат да се обидат, да се бидат вклучени во ова денешно издание на Црвена линија преку видеокол на Месенџер и таа опција е активна. А се сите оние кои што сакаат да го искажат својот став на овие денешни две теми, секако на 023076677. Не заборавајте, 6 линии се постојано активни, не мора да го дочекате јавувањето на едниот гледач за да се обидите да ни се јавите. Ве очекуваме, секој од вас има 120 секунди. А пред тоа, ја Тина на брзина само да кажам, при гуглање на TikTok, гледање нови мемиња, смешни видеа, ја најав едно многу смешно, сакам како што сега и Тина ќе го види за прв пат, така и вие да го видите, ако може да го пуштиме. Премиерно, значи, од Црвена линија. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дај друго дете! Друго дете дај! Дај! Јеби га се!
Ето, оние кои што нон-стоп се на TikTok, верувам дека го знаат. Ја многу не сум на TikTok. Тео, ти користиш TikTok? Па гледам да вакви посебно кои има смешни видеа, секогаш сум активен и пак ја мора да вам поменам, ова не е ништо лошо намерно, се е со цела се насмееме. А за гостинот ние веќе го имаме на Zoom и за кратко ќе го приклучиме. А пред да го вклучиме гостинот, како еден вовет во овој денешен разговор, ќе биде и вест на денот, е тоа што премиерот ќе ја пролонгира својата оставка за 2 месеци, односно да чуеме многу повеќе од прилогот на колешката Далиборка. Премиерот останува на ставот да си поднесе оставка на функцијата, но најверојатно ќе ја пролонгира за 2 месеци. Помалите коалициони партнери на синокешниот состанок не успеале да го разубедат Заев во намерата што ја најави на изборниот ден, но му предложиле и тој начално прифатил официјално оставката да ја поднесе кон крајот на годината или на почетокот на јануари. Еден од помалите коалициони партнери кој синоќа присуствуваше на состанокот, за Телма брифираше дека би било несериозно од Заев сега да се предомисли, но исто така сите се согласиле дека мора да се заштитат виталните државни интереси. И како што најави и Тео, веќе го имаме на Zoom нашиот прв денешен гостин. Станува збор за Сејат Џигал, кој што воедно е познат комуниколог. Сејат, одлично ве гледаме, верувам дека и се слушаме. Добар ден и добре ни дојдовте во ова денешно издание на Црвена линија. Како сте на самиот почеток? Добар ден, благодарам многу, благодарам за вашата љубезна покана. Вака добро се чувствуваме покрај сите промени со време, топло, ладно, но ето. Живееме низ Скопската клима. Така. На самиот почеток ќе потсетам дека гледачите ќе ги вклучуваме во текот на овој разговор, ќе имаат предност да ни се јавуваат со свој став и мислење, а еве на самиот почеток ваш коментар на ова вест на денот која што можевме да ја проследиме во вестите на Телма во 15:30 часот. Така, добро. Значи, мене повеќе малку ме интересира тој медиумски аспект, како се покриваат тие настани, кои теми се во фокусот и така натаму. Значи, во таа смисла, многу е важно да се избегне оној, како да кажем, некој вообичаен тек на настани покривање новинарски, дека ете повторно е криза, дека се драматизира ситуацијата. Значи, би било добро упатно ние да ги избегнуваме тие сериски некои кризи, да се и драматизацијата во известувањето за политичките настани. Добро е да развиваме таа култура дека никој не е замелив ни во политиката, ниту во јавниот живот, што е еден позитивен ишчекор би рекол. Потоа, значи, да се фокусираат и медиумите и, да речеме, некоја јавна дискусија потранспарентно на тоа, значи, кои се луѓето кои што треба да донесат некои промени, дали без разлика дали се работи за стара влада или нова влада или ново мнозинство, старо мнозинство, значи да биде потранспарентен увидот преку медиумите до граѓаните. Значи, кои се тие луѓе, кои се новите идеи, кои се концептите за промените кои што се нудат. Така, имаме уште едно прашање. Темата, воглавном знаете и самите, објавена и за гледачите, ве потсетуваме слободно. Контактирайте не во рамки на Црвена линија, телефоните се отворени додека тече разговорот со господинот Сејат Џигал. Старо мнозинство, велиме, нов премиер, ново мнозинство или пак предвремени избори. Како вам ви се чини целата оваа ситуација? Добро, значи, следејќи ги последните вести, вака, тие се доста динамични, се менуваат од минута во минута, може да се каже дека кај нас има една медиумска култура, малку тоа да се пренесува како реалити шоу, малку да се драматизира, сега што ќе биде со луѓето, малку недостасува оној аспект, значи, каков тип на промени би се случувале или кои се рефлексии врз обојчниот граѓани. Ако се прават промени, дали се прават само заради промени или нешто подобро или ново со новите луѓе, новите идеи им се нуди на граѓаните. Значи, во таа смисла, покрај тие лични судбини на политичарите, недостасува малку повеќе, значи, увид и малку, рекол, и новинарско-медиумско покривање, кои се клучните промени, кои што треба да следат. Значи, во тој аспект, не само персонални промени или кадровски промени, туку и промена во политиките, промена во решавањето на проблемите или, да речеме, проблемите и кризните состојби кои што веќе ги имаме и кои што не очекуваат. Така, постојат многу предвидувања, многу сценарија, па еве ваше мислење околу ова, дали сметате дека
алтернатива, например, со нивните 4 пратеници, ќе се приклони кон актуелното мнозинство во парламентот и дали воопшто реално тоа да се очекува, бидејќи алтернатива и алијанса излегоа сами на изборите? Да, сега постојат различни комбинации, комбинаторики. Беа некои најави дека ќе се окрупнува тоа владино или владеачко мнозинство во собранието, што би се рефлектирало во составот на власт и така натаму. Значи тоа ние немаме некои кредибилни информации, видовме што се случи на изборите, ги видовме и бројките, но би рекол дека ако тоа се случи, нам како граѓани, како некоја јавност, општа или стручна, сеедно, ни е важно што таа промена ќе донесе. Значи тоа постабилно мнозинство, кои проекти следуваат за тоа, кој е концептот, идејата за сето тоа, таа стабилизација и така натаму. Како и да е, значи можам да кажам дека можеби некој период на кој што би не очекувал, кој што не би имало во скоро време избори, можеби е подобра солуција, бидејќи со години назад, веќе речиси секоја година или на 2 години имаме избори и тоа некако влие негативно врз некои подолгорочни циклуси кои што не се важни. Во сите сфери, во економијата, во стратешките развојни реформски проекти, екологијата, заштита на средината и така натаму. Значи, можеби некој што и да се случи со тие прегрупирања политички, собраниски или во владиниот состав, добро би било да имаме некој период на стабилност, каде што можеби во барем некои 2 години би имале некој стабилен развоен тек од централната кон локалната власт. Така, и веќе кога сме тука, ако се случи тоа, парламентарното мнозинство ќе ја зацврсти позицијата, нема да има превремени избори, но дали ќе има нов мандатор? Видете, тоа беше најавено, сега не можеме да прогнозираме, иако има некои сигнали вака преку медиумите и преку социјалните мрежи дека се е во оптек, дека дури има притисок или барања да не се менува председателот на владата и така натаму. Видете, тоа не е небитно, но повторно би кажал дека многу е важно и во двете сценарија да смени премиерот, недостасува транспарентност кои се кандидатите, кои се имињата, кои би се концептите, кои се понатамошните планови во однос, да речеме, проблемот со започнувањето на преговорите со Европска Унија, проблемот на де факто ветото од страна на Република Бугарија и така натаму, загадувањето, концепт на загадувањето кој што следи секоја зима. Значи, недостасува покрај тие лични драми или персонални, како да кажам, дилеми, категоријата на концепти, на решенија. Значи, ако се сменат тие нови луѓе, ако дојде нов човек, кој е тој, кои се идеи, кој е неговиот тим. Значи, вака некако се сведува на шпекулации, било дека на еден вид на реалити политичко шоу, што за мене не е доволно транспарентно и мислам дека и стручната јавност, и политичките аналитичари, и медиумите треба малку повеќе да ги притиснат политичарите, позитивно секако, малку да бидат по-транспарентни во тој дел. Значи да најават што следува. За месец, 2-3 врстите реални опции што може да се случи. Ке ги потсетиме и гледачите, секако да бидат дел од ова денешно издание на Црвена линија, слободно може да се вклучите и додека тече разговорот со нашиот денешен гостин, господинот Сејат Џигал. А во продолжение, додека и го очекуваме првиот гледач во Црвена линија, еве уште едно интересно прашање до вас. ЛДП и ДОМ е интересно дека остануваат во коалицијата, но по изборните резултати исто така самите најавија дека треба да се слуша и гласот на третата опција. Што значи тоа, но пред да продолжиме, така одиме со првиот гледач за денес. Добар ден, добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер. Се надевам дека сте добро. 120 секунди за вас. Добро. Тина, здраво. Здраво, Чека да здраво. го намалам телевизор, гледам, може да го намалам таму. Секако, звукот на ТВ приемникот. Момент, чека, момент. Еве колку за подсетување за оние кои што можеби подоцна се вклучија, денес зборуваме старо мнозинство, нов премиер, ново мнозинство или предвремени избори, секако уште една актуелна тема. ПСЈО или зошто да не премиер Албанец. Дали сега е се во ред, може да стартувате? Го имаме ли гледачот? Да. Почнете, 120 секунди за вас. Чека, дека се сад брзато не. На кој канал е се ово? Сепак во интерес на времето на емисијата, слободно зборувајте, ве слушаме, во програма сте.
Ништо, се исклучи гледачот, како и да е, продолжуваме понатаму, зборуваме за она што се случува во врска со последните актуелни локални избори со многу изненадување. Па повелете, господине Сејат. Да, ако може малку да го сумирате прашањето, јас исто така. Уште еднаш, значи, така, ЛДП и ДОМ остануваат во коалицијата, но по изборните резултати исто така најавија дека треба да се слуша и гласот на третите опции. Што сушно значи тоа? Да, може да кажеме дека ние вака, ако анализираме со години наназад, имаше проблем да се развијат тие трети опции или таа трета опција некако по-интегрирана. И ако го гледаме развојот на политичките собитија моментално, може да се каже дека тоа е еден вид на свеж ветар или некој освежување кој што може да ги мотивира гласачите кои што не се за големите партии од двата етнички блока, малку повеќе да се вклучат, да партиципираат во јавниот живот. Тоа би било позитивна промена. Јас би ги поддржал, како да кажем, тие обиди или начини некако да се слушнат гласот и на оние кои што не се во главните политички табори или кампуси. Секој консолидирање на таа трета опција би било добро, особено на граѓанска основа која што ќе вклучи, да речеме, некој вклучување на гласовите, барањата, проблемите на граѓаните од секојдневието, од сферата и на економијата, на заштитата на природна средина. Ги видовме и овие нови граѓански движења кои што се појавија на локалните избори и исто така се еден вид на освежување и опфати еден сериозен дел од гласачите. Така што мислам дека тоа се некој вид на развојни стапки во демократијата кои што треба да се поздрават. Тоа е еден вид на зајакнување на плурализмот, значи по-добра репрезентативност, представување на различни групи од општеството. И во таа смисла јас се надевам дека тоа ќе се развие, но важно е таа трета опција некако да опстои. Ние сме имали порано трети опции, но тие некако или се растурале, или се втопувале во големите партии. Така што мислам дека една трета страна, од дали е тоа политички центар или некој нов вид на политичка идеологија која што би внела новина, е добро дојдена, особено за Македонија. Така, но пред сега со моето прашање прво имаме гледач, нема му да му дозволиме да си каже своје мислење околу темата. Здраво. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер за нашиот гледач во црвена линија. Тонот на ТВ приемникот верувам дека успешно го намаливте на 0, имате 120 секунди. Ајде, добар ден. Повелете. Да слушаме. Дали се слушаме со гледачот или да продолжиме понатаму? Да, слушаме, повелете. Се слушаме? Да. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Дали се слушаме? Да. Не ве слушаме, вас. Намалете го, не знам, тонот на ТВ приемникот. На 0, тотално 0. Најверојатно некој технички проблем, како и да е гледачот, нека се обиде повторно. Не заборавете, во текот на разговорот со нашиот денешен гостин, овозможено е да се вклучувате, се разбира, и да го кажете вашиот став во црвена линија. Дека имаме уште еден гледач. Гледачите секогаш имаат предност. Добар ден. Здраво. Ало, добро вечер, добар ден. Добро вечер, 120 секунди за вас, повелете. Ало, видете, овој случај го гледам јас. Извинете малце, че се вратам во историјата. Ко битката на Марица, која цар Самуил остави војската на Беласица. На Беласица. Остави војската и војската вложена се предаде. Тоа е штета за народот. Значи, треба да си остане до изборите старата власт и да има соработка со донесување на одлуки заедно со опозицијата. То друго не предлагам ништо. Да си остане старата власт, да се не напуштат положајот, оти тоа е исто ко битката на Беласица, кога цар Самуил остави војската. Тоа никој не го знае, а е вистина во историјата. Тоа би било се, што би кажале, имам уште една актуелна тема. Се ја или зошто да не премиер Албанец? Кој би бил вашиот став? Јас не се бунам. Тоа е секој човек ќе бити на земјиштето. Не се бунам кој ќе биде, што ќе биде. Да имаме разбирање, да го внесеме човештвото во нас.
да имаме разбирање. Не сме да се напушта ваков случај, ова е во опасност држава. Така, благодарам за вашето јавување. Продолжуваме понатаму со разговорот. И со моето прашање. Со прашањето конечно на Тео. Токму така, конечно. Сепак јавувајте се, обожаваме кога ќе се уклучите. Дали сметате дека ќе има нов мандатар? И сега мене ме интересира на кого типувате, ако има на старо мнозинство, на новото мнозинство? Добро, иако сега малку тоа се драматизира тоа прашање дека ете некој дел од коалиционите партнери бара да остане стариот премиер, председател на владата, секај нас мора да помине из некоја драма, дури некоја цврста одлука на досегашниот председател на владата, сепак мислам дека ќе има промена, она што очекувам, знаејќи личноста на досегашниот председател на владата и некој вид и на поранешни најави и гаранции, мислам дека ќе има промена. Дали таа промена ќе биде добра или не, ќе видиме допрва. Постојат сериозни кандидати во тој состав на владата кои што можат да го заменат него. Веќе се споменува името на подпредседателот Димитров и уште некои комбинации, така што мислам дека најреално е дека така и ќе се разреши таа работа, дека ќе имаме. Така, имаме и гледач на линија. Секако ќе продолжиме со вашето излагање. Повелете во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. И 120 секунди за вас. Видете, вака би кажал јас за премиеров. Не треба ништо да му се верува. Денеска кажува едно, утре друго. Само Али Ахмети го наоѓам во право и го поздравувам кога рече пред чашка зборува едно, после чашка зборува друго. Ова што даде оставка, не верувам дека тоа ќе го направи до крај. Сега барат некој модус, некој модел, како некоја кривина да најде да се излечи од тоа што рече ќе давам оставка и од партија и од влада. Тоа само ќе се премости затоа што има обврска према албанците што обеќал мора да го изврши тоа. И тоа да им честитам на овие советниците во Штип и во аеродром, што денеска кажува дека Република Македонија, јас викам вака, Северна Македонија да гласи само за во НАТО, за Северна алијанса НАТО, а додека за Европа ако одиме да си бидиме Република Македонија. Тоа треба да се покрени и така достани. Затоа што не може еден човек да ја разнебити Македонија со векови луѓе што гинеле за ова парче земја. Има многу што да зборувам, само сакам да оставам и за другите да се јават. Пријатно, убава вечер. Убава вечер, останете со нас во црвена линија, а ние понатаму продолжуваме со одговорот на прашањето. Сега повелете, продолжете. Да, ќе мора повторно да ме подсетите. Ајде, Тео. Секако. Дали сметате дека ќе има нов мандатар и поважното мене што ме интересира, за кого типувате? Старо мнозинство, ново мнозинство? Да, па го загатнав малку одговор, ја очекувам да, значи афирмативно потврдно дека ќе има ново лице, дека според мене тоа е некој од неки познатите функционери во власта, дека нема да има некој големо изненадување. Битно е, ако остане ово мнозинство, се разбира да биде тоа човек или лице кое што е веќе упатено во процесите во работата на владата, така што мислам дека според мене е така. Во тој потесен круг на соработници на досегашниот премиер, председател на владата, треба да се баре тоа име или лице. Како што гледаме, имаме уште еден гледач, но пред да го вклучиме, секако сега ќе ви се заблагодариме што одвоивте време да бидете дел од ова денешно издание на Црвена линија. На мене и Тео ни беше особено голема чест, па и во некоја наредна прилика секако ќе бидете дел од уште едно издание на Црвена линија. Ви посакуваме убав ден, а сега секако ќе го вклучиме гледачот кој што ќе ги има своите 120 секунди. Добро вечер. Здрав. Добро вечер. Повелете. Поносна тема на вашиот граѓански парламент. Нов премиер, старо мнозинство, нов премиер, мнозинство или предвремени избори. Ја би кажал следното. Локални избори треба да разделиме што се локални, а што се државни избори. А ние веројатно што ја немаме таа култура во Македонија, не сите, па си тераме
како она народната, коњот се поткова, а е крева жабата ногата. Прво, немаме веројатно политичка култура, па и друга култура. И ве злоупотребуваме вас како телевизии, затоа што вашите намери се добри, сакате да комуницирате со нас гледачите, ние тогаш го злоупотребуваме со навреди на темите, на луѓето, на функционерите, па дали е тоа позиција или опозиција, не е битно. Значи, треба еднаш да се од тоа откажеме и да тргнеме онака како што е поставена темата, ако знаеме да зборуваме по темата. Ако не да пробаме клетви и клевети по луѓето, функционерите, слушаме, па и го знамо потеклото од кај му та пустарека, кажува, заe вако, заe така. Не, овде се работи, има име државничко, премиер, има и собствено име, кој му го дал попикум, и има државне, тоа се две имења. И ние треба да зборуваме кај се поставено државничкото име, со презиме име премиер на држава. И така ние треба да се понашаме. Моето мислење е дека ова што го реков првото треба изборите да ги одделиме. Има многу држави во напредниот свет, во модерна Европа, кај што локалната има опозицијата, власта има други државните. Значи, треба ние да се научиме на тоа. И истече времето, внимавајте секогаш на тајмер од 120 секунди, а ние малку ќе ве одмориме со реклами. Така е. Повторно во црвена линија, секако потсетување дека доколку имате желба, можност да го кажете вашиот став, звонете во црвена линија. Особено чести задоволство ми е што вториот гостин ќе го вклучиме телефонски. Станува збор за господинот Имер Селмани. Добар ден. Здраво. Добар ден, дали се слушаме? Студиото и до сите гледачи се разбира. Фај. Благодарам што прифативте да бидете дел од црвена линија. Во црвена линија имаме уште една подактуелна тема. Ја нарековме псе јо или зошто да не премиер албанец. Па првото прашање е секако ќе биде за вас, како ги коментирате пред се изборните резултати? Па изборните резултати веќе мислам дека овие денови се нормално прва тема после големата победа на локално ниво што ја издвои дури неочекувани веројатно и за самото ВМРО ДПМНЕ со 42 општини, плюс градот Скопје со поддршка на ВМРО ДПМНЕ доби независниот, односно независната кандидатка. И се разбира уште поголемото изненадување за добар дел од јавноста, можеби и неочекувана, иако најавена оставка на премиерот и председателот на СДСМ. Како оставка од двете најважни функции сега, најмощни можеби рекол политички функции во државата. Меѓутоа се разбира трката, политичката трка не е и надпревар, не е само помеѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, тука беа и политичките партии, останалите политички партии како што се ДУ и ПЕСА, како едно прекрасно изненадување кое што едноставно успеа да добие две општини од кои една многу битна, тоа е Тетово, кој што е политички центар на албанците во Македонија, поготово значи во Западна Македонија. И се разбира, се уште сме под импресиите на сите овие случувања, со сите најави околу можни комбинации, ново или старо мнозинство, зголемено мнозинство во парламентот. Јас лично мислам дека јавноста е доста со информации дури преплавена. Завршија изборите, треба да ги оставиме сега новите градоначалници, новите совети да си ја сработат работата. Многу ветува со конкретни проекти, со конкретни реализации во смисла на рокови. Се разбира за многу проекти дадоа и визуелен приказ, сега 3D анимацијата тоа го дозволува. Многу граѓани го очекуваат со право, затоа што секој глас е инвестиција и секој што гласал, инвестирал во новото раководство или во старо новото раководство во некоја општина и очекуваме да ветувањата ги реализира.
Дали сметате дека Дуи намерно го загуби Тетово за да ја задржи коалицијата и власта со БЕС? Не. Во тоа сум повеќе од убеден дека надпреварот беше фер и честен максимално, колку што може во балкански услови да биде честен надпреварот во Тетово. Меѓутоа, заморот на граѓаните од досегашната градоначалничка во 2 мандата и од Дуи во повеќе мандати од една страна си го направи своето, а и од другата страна имавме партија, значи, која што го вложи својот председател на партија и Билел Касами да биде кандидат за градоначалник и вложи све во смисла на подобрување и извлекување на максимумот во смисла на коалицирање. Коалицираше со Алијанса, коалицираше со невладини фокус групи, граѓанство и така натаму, за да може да направи голема маса и мислам дека тој ефект на сила се покажа помеѓу првиот и вториот круг. Едноставно си зема замав целата приказна и целата работа дека Теута Арифи треба да замине и дека треба да дојде ново раководство, општинско раководство, градско раководство во општина Тетово. Честно на крајот, само на сат, дури помалку од завршување на изборите, после 19 часот Теута Арифи честно го призна поразот, Билел Касами најави нормално победа, меѓутоа не освета, туку само честна работа, враќање на градот на граѓаните во Тетово и исполнување на сите обврски, односно ветување што ги дал. Ова нема врска со владината коалиција и владиното мнозинство, затоа што и на почетокот беше најавена така, дека едноставно надпреварот не само во Тетово, ние имавме надпревар и во Долмен и помеѓу СДСМ и Дуи, имавме надпревар во Карачиново помеѓу СДСМ и Дуи, имавме надпревар во Солуничани помеѓу ТПА и Дуи и секаде внатре владините партнери на локално ниво едноставно беа опоненти, противници, меѓутоа тоа според изјавите на нивните претставители во ниту еден момент не го дојдуваше и не го доведе обстојувањето на владиното мнозинство, барем за сега. Еве за крај, околу евентуалните парламентарни мнозинства, верувате ли дека се можни трансфери на пратеници од албанските парламентарни партии? Би била шпекулација сега да најавуваме или да кажеме да, може или не. Може, секојаш е возможни. Значи, премина од позиција во опозиција и обратно. Значи, ние во искуствено во државата имавме таквите појави во изминатите 20 на години. Меѓутоа, дека спектакуларно нешто ќе се направи, не верувам, затоа што едно нешто што беше најавувано, тоа е Алијанса дека ќе се приклучи кон владиното мнозинство со своите 4 пратеници и денеска чувме од доста извори, владини извори, дека се разговара во таа тема внатре во коалицијата. Меѓутоа, од друга страна пак од опозицијската коалиција, од алтернатива Алијанса, односно зборуваме за пратениците на алтернатива, не на Алијанса, информациите доаѓаат дека нивната коалиција и соработка е цврста, дека не веруваат дека можат од алтернатива да ја напуштат опозицијската коалиција и да преминат да се приклучат кон власта, поготово во ситуација кога имаме неизвестност и во самата владина коалиција во смисла на тоа дали ќе се прифати оставката на премиерот и председателот на СДСМ, дали ќе имаме нов мандатар, кога ќе имаме нов мандатар, кога ќе имаме нова влада и така натаму. Мислам дека се премногу големи прашања одеднаш во еден здив да се случат во државата. Би ги очекувале една по друга поред. Благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Секако останете со Телма и ви посакуваме убав остаток од денот. А Тина, на брзина?
На брзина? Со моето мало знаење околу политика, ете што дознав, па интересен факт, како јас сега, така и вие малце се навратиме. Дали и ти знаеше дека нашиот драг гостин денеска што ни беше Имер Селмани учествувал во македонските претседателски избори во 2009 година? Како не, секако беше и тоа гледам поранешен кандидат за председател, меѓу другото и министер, и министер за здравство. Меѓу другото, времето не ни дозволува, тука се одјавуваме од црвена линија, утре зборуваме за машкото здравје и очекуваме во истиот термин. Довидување.